Третата генерација на Duster ќе се темели на Renault Nissan CFMB платформата, но каросеријата задржува истата должина како и претходната генерација, а за да се подобри аеродинамиката, контурата е пониска за 30 мм. Dacia тврди дека има повеќе простор за патниците, а капацитетот на багажникот е за 6% поголем и сега располага со 472 литри за верзијата со погон на предните тркала. Дизајнот на Duster со поостри површини е инспириран од ланскиот концепт Манифесто. Новото лого на Dacia се појавува на тенката хоризонтална горна решетка, која е тргната од долниот отвор со лента во боја на каросеријата. Фаровите се препознатливи за марката. Нивната Y форма е засилена со LED модули, зафат применети на задните светла. Црните пластични лакови на тркалата, карактеристика на Duster од неговото лансирање, сега се поголеми и похрабри. За да се зајакне чувството за способност за сите терени, додадена е поголема пластична обвивка на предниот раб на предните врати. Материјалот што се користи за обложување и заштита се нарекува Starkle. Dacia потенцира дека една од неговите предности е тоа што не е обоен материјал и малите гребнатинки ќе останат речиси незабележливи. Во внатрешноста доминира контролната табла со геометриска тема со стандардна дигитална инструмент табла од 7 инчи. Централниот екран на допир од 10,1 инч го нема во почетното ниво на опременост, но стандарден дел од опремата е во второто и третото ниво Expression и Extreme. Dacia го патентираше системот наречен U-Clip за едноставно оставање на предмети во внатрешноста. Duster доаѓа стандардно со 7 претходно инсталирани U-Clip позиции, вклучувајќи една на десната страна од воланот за паметни телефони и една на централниот панел на совозачката страна за држење чанти и други мали предмети. Моторизацијата започнува со 1-литрениот трицилиндричен бензински мотор EcoG со 100 конски сили, кој може да работи и на течен нафтен газ. Од Renault изјавија дека благодарение на резервоарот за бензин од 50 литри и за TNG со ист капацитет, новиот Duster може да помине 1300 км со едно полнење гориво, а со користење на TNG емисиите се намалуваат за 10% во споредба со бензинот. Нов мотор за Dacia е 1,2-литарскиот трицилиндричен турбобензинец со 130 конски сили, споен со 48-волтен благ хибриден систем со батерија од 0,9 киловат-часови. Duster ќе биде достапен и со E-Tech целосно хибриден погон кој се нуди на моделот Jogger и Renault Clio и Captur. Системот се базира на 1,6 литарски 4-цилиндричен мотор со 94 конски сили кој е споен со електричен мотор од 49 конски сили за вкупна моќност од 140 конски сили. Батеријата има капацитет од 1,2 киловат-часови. Оваа синергија ја намалува потрошувачката на гориво за 20% во мешан циклус на возење и за 40% во градско возење, каде што автомобилот може да работи во целосно електричен режим 80% од времето на возење. Дизел варијантата на новиот Duster ќе се нуди во Северна Африка, но не и во Европа. Додека многу конкуренти ги напуштија варијантите со погон на 4 тркала на малите теренци за да ги намалат емисиите, Dacia ќе продолжи да го нуди на новиот Duster додавајќи 2 дополнителни режими на возење. Постојат 5 режими на возење во споредба со 3 на сегашниот модел. Автоматскиот и еко режимот го распределуваат вртежниот момент помеѓу оските во зависност од контактот со подлогата и брзината на возилото. Новиот режим снег и кал песок се оптимизирани за тие специфични услови на возење. Последниот режим офроуд е еволуција на постоечкиот. Го дистрибуира вртежниот момент на предните и задните тркала според потреба и брзината на движењето. Новиот Duster стандардно содржи 8 напредни системи за помош на возачот, вклучително и автоматско сопирање за итни случаи и предупредување за напуштање лента. Исто така, стандардно е ажурирањето на софтверот преку воздух. Комерцијалната премиера Duster ќе ја прослави на 26 февруари на Женевскиот мотор шоу, кога ќе се објават цените кои, како што најавува менеджментот на компанијата, нема многу да одскокнуваат од сегашните.